Критичкото размислување е клучна вештина за активно граѓанство во денешното демократско општество, богато со информации, кое бара способност да се идентификуваат фактите, да се анализираат изворите и критички да се оценуваат информациите. Ова е темата на денешната приказна. Знаеш да препознаш дезинформација, но на кој начин? Како го правиш тоа? Истражуваш сам? Прашуваш некого? Препознавам така што прво пребарувам на интернет, па потоа се консултирам со моите пријатели и на крај ние донесовме заклучок дека таа информација не е вистина. А чат не го праша? Па не. Не го праша, значи сам си донесе заклучок. Да. Тоа е критичко размислување, браво на ти. Младите луѓе денес се изложени на голем број информации, но и голем број дезинформации. Тоа влијае врз нивните емоции, нивниот развој, но и одлуките кои ги носат. Со цел да не бидат изманипулирани и да сватат кои информации се релевантни, а кои лажни, многу е важно да ги развиваат вештините за критичко мислење. Многу луѓе мислат дека критичкото размислување представува критика, но според мене тоа представува искажување на своето мислење, својот став, без разлика. Пример, ние во училиште имаме предмет онлайн маркетинг микс и самата професорка не дели во повеќе групи каде што ние си ги искажуваме своите ставови, своите мислења, ние дебатираме, раскажуваме и така натаму. Критичкото размислување се обезбедува преку методолошки пристап во наставата. Еден од тие методи е ставање на учениците во искуствени ситуации со одреден проблем. Екипата на приказна беше во посета на учениците од трета година во Средното економско училиште Васил Антевски Дрен од Скопје, на часот по дигитален маркетинг. Јас имам сретно за поимот критичко мислење. Тоа е кога ние застапуваме наш одреден став за одредено мислење кое што аргументирано го анализираме и стоиме за тоа мислење. Па на социјалните медиуми може се да се постира буквално и ја верувам во поголемиот дел кој што мислам дека ако не е целосно точно, бар делумно е точна информацијата, но сепак верувам во поголемиот дел од информациите кои што се пласирани. Си имам сретното со поимот критичко размислување во средно училиште кај што не терат професорите поише да изразуваме своји ставови, да ги проверуваме фактите дали се точни, да ги најдеме информациите сами, да не терат како да не влече тоа. Продлабочено и системско учење, базирано на критичко мислење и логичко заклучување. Ова учење бара осмислување и поврзување на информациите и решавање проблеми, пребарување и потврдување факти наспроти манипулативните мислења. Па знам да препознам дезинформација, така што детално ги проверувам сите извори, можеби се служам со некоја книга, можеби ќе ги прашам некој од моите познаници, се со цел да дојдам до повеќе аргументи и факти за тоа што истражувам. И затоа е многу важно да бидеме предпазливи кога нешто читаме на интернет, биќе не секогаш значи дека тоа е точно и не значи дека секогаш може да биде тоа потврдено. Па верувам дека знам да препознам дезинформација, бидејќи денеска секој може од комфортот на својот дом да направи секакви видеа и слики или постови со висок квалитет, кои што може да не залажат. Но најчесто ги препознавам преку тоа што ќе проверам дали уште некој тоа го кажал, изворот на информацијата, дури Google search на некоја слика да видиме од каде произлегува таа слика, се што ако баш ме заинтересира конкретна тема, но во глобала не верувам на се што ќе видам. Развивањето на критичкото мислење представува способност за проверување на секој податок. Тоа е клучната вештина која ќе ги оспособи младите луѓе лесно да се справуваат со манипулациите и дезинформациите. Примерот со овие ученици е одличен показател како преку развивањето на нивните вештини им се овозможува да се заштитат од ризици на дезинформациите и правилно да се развиваат при носењето исправни одлуки, базирани на проверени и потврдени факти. Нашиот свет се движи брзо. Технологиите може да создаваат нови, но исто така и да ги заменат постоечките пазари на трудот со воскитувачко темпо. Иднината може да биде неизвестна, но креативноста и можностите за споделување се очигледни на светско ниво, како никогаш досега. И младите се во срцето на тоа. Токму и затоа развивањето на вештините за критичко размислување кај младите се од суштинско значење.
Критичко размислување представува само насочено размислување кое создава нови и иновативни идеи, а едновремено и решава проблеми. Поттикнува критичка анализа на искуствата и процесите на учење, што пак придонесува да носиме ефективни одлуки преку избегнување на вообичаените препреки, како што се еднострано гледање на некој проблем, неземањето предвид нови докази што се спротивни на вашите идеи, резонирањето водено од емоции наместо логика, како и неможноста да се поддржат ставовите со примери. Една од главните работи е, погледнете го интернет просторот, медиумите. Секој ден имате вести, мал милион, од кои што едни вести се добри, други вести практично за неколку дена се изпостуваат дека се лажни вести. Да се заклучи дека се лажни вести, неопходно е критичното размислување, односно сите факти до кои што доаѓате да подлежат на проверка, тоа е основната дефиниција на критичкото размислување, односно на верификација, на доказ. Без ова својство на мислењето, кое што е едно од седумте главни својства на мислењето, вие практично немате квалификувани луѓе кои што можат да се справат со масата информации кои што ги имаме моментално во секојдневниот живот. Не е само во училиштето проблемот. Поттикнувањето на вештините за критичко размислување при читањето е од суштинско значење за когнитивниот развој на децата. Критичкото размислување им овозможува длабоко да се вклучат во тема или книга, поттикнувајќи подобро разбирање на материјалот. Тоа е вештина која не се развива преку ноќ, туку може да се негува преку различни стратегии и искуства. Критичноста на мислењето, барем од гледна точка на наставата, најдобро се развива низ усвојување на дедуктивниот начин на размислување. Што тоа значи? Тоа значи децата треба од мали нозе да се обучуваат да ги докажуваат својствата кои што ги слушаат. Тоа најдобро се учи во математика. Да се разберем. Математика не се учи заради деца да бидат математичари. Математиката се учи токму заради нејзината прецизност и фрапантно добрите можности за развивање на својствата на мислењето, меѓу кои критичноста. Еластичноста на мислењето се карактеризира со можноста лесно да се премине од еден кон друг начин на решавање на проблемот, да се наоѓаат нови начини на решавање на проблемите при промената на условите, да се преструктурира системот од сопствени знаења што ќе овозможи усвојување нови знаења. Во суштина и тука има стравот на добар математички апарат за усвојување на еластичноста на мислењето. Имено, еластичноста на мислењето подразбира кога вие имате даден проблем и почнувате на еден начин да го решавате, потоа да можете од друг агол да го погледнете проблемот, да пристапите на друг начин на решавање, ако може од трет агол, тоа најдобро математика се отсликува низ оние методско-дидактички статии, една задача повеќе начини за решавање. Не е тоа повеќе решенија. Решението е едно. Начините за решавање, тоа е еластичност на мислењето. Сега, дали еластичноста на мислењето противречи на критичноста? Напротив, не. Овие две својства се многу важни кај мислењето и едно со друго се надополнуваат. Вие не можете да имате критично размислување. Зошто? Па затоа што ниеден проблем не постои решение само по еден утаван пат. Ова не говорам само од математика. Значи имате ситуации во секојдневниот живот, во право, во политикологија, разрешување на општествени конфликти. Нема утабани патишта. Мора да имате ем критичност на мислењето, ем еластичност на мислењето, за да не практично застраните и да не практикувате едностран поглед на светот. Длабочината на мислењето се карактеризира со умешност да се проникнува во суштината на фактите, да се согледа нивната врска со други факти, да се моделираат различни ситуации. Длабочината на мислењето практично ја одразува способноста на личноста да навлези во суштината на проблемот. Значи, да ги согледа битните карактеристики и поврзаноста со останатиот дел од околината. Значи, при истражување на предмети, појави, настани, случувања, без длабочината на мислењето, вие не можете да ги согледате суштинските карактеристики. Како ова да се развива? Еден од најдобрите патишта за развивање на длабочината на мислењето е кога ќе земете со учениците да работите со програми кои што се
внатрешно предметни интегрирани и меѓупредметно интегрирани. Што тоа значи? Кога вие правите една програма, да кажеме програма по математика или програма по географија, не можете да ги правите одделно, без консултација. Зошто? Ги земам овие два предмети од проста причина. Имате географија или природни науки во мала возраст, 5-6 деление. И они на децата им зборуваат за елипсоидна форма, им зборуваат за меридијани, за елипси. Децата немаат појма што е тоа. Значи, необјаснети поими се користат во определени предмети, исто и со математиката. Користат некои термини и поими во задачите кои што се од другите предмети децата не му се објаснети. Ниту пак математичарите може добро да ги објаснат тие поими, и обратно од другите науки. Тоа е тој недостаток на внатрешно предметна и меѓупредметна интеграција. Што значи? Значи, кога вие правите програми, мора тие програми да се испреплетени со причинско последователни врски. Ако тоа го немате, вие не можете суштината на нештата да разберете, односно немате длабочина на мислење, развој на длабочина на мислењето. Критичноста на мислењето е својство. Различните мислења да не се прифаќаат без доволно аргументи, туку тие да подлежат на проценка. Квалитетот на мислењето се подобрува со техники и постапки. Најголем израз на вистинските квалитети на мислењето ги даваат научните методи. Практично, јас не говорам да се децата прават научници. Ниту пак методиката и дидактиката говорат да децата се прават научници. Меѓутоа, имплементирањето на научните методи во наставата, нивното умешно користење, е еден од патиштата за развојот на квалитетите на мислењето. Дали тоа е шаблоноста, луѓето фрлаат дрвја и камења по шаблоноста на мислењето. Што сметам дека е крајно погрешно. Зошто? Шаблоноста на мислењето значи користење на автоматско користење на веќе докажани алгоритми кои што знаете дека се точно и дека во таа и таа ситуација можете без никаков проблем да ги примените. Научните методи користат такви шаблони, такви алгоритми. Значи ги имате во научните методи. Вториот дел за успешен развој на квалитетите на мислењето, вие правилното користење на нешто што се вика методи на заклучување. Што е проблемот? Три основни групи методи се: дедукција, индукција и аналогија. Под индукција најчесто се користи непотполна индукција, која што не ги исцрпува сите можности и тоа не е доказ. Тоа е веројатносен заклучок, но не е доказ. А кај аналогијата имате разјаснети и неразјаснети аналогии. Ако вие користите неразјаснета аналогија, вие сигурно имате голема можност да направите грешка. Еден пример кој што е премногу очигледен. Птиците имаат, да кажеме, крила, клун, пливаат во вода, поголемиот дел водните птици, и реите нивни особини. Не се малите излегуваат од јајца и сега имате ситуација. Клунарот, вие, живее во вода, има пердуви, има пловки на нозете, плива, живее од јајца, се раѓа од јајца и сега имате заклучок, клунарот е птица. Што не е точно, клунарот е цицаш. Тоа е таа неразјаснета аналогија. Значи, за квалитетите на мислењето многу е битно и правилно усвојување на методите на заклучување. Критичкото размислување веќе подолго време е популарна фраза во образованието. Главната работа на секој учител од најмали нозе е развивањето на квалитетите на мислењето кај децата. Меѓутоа, за тоа да учителите го постигнат, самите тие мора да бидат способени. Значи, мора да имаат добро методска и дидактичка обука, што за жал, со голема доза на сигурност можам да кажам дека на нашите факултети тоа не е случај. Наставниците е тоа да го овозможат. Покрај примарното знаење што го стекнуваат на факултетите, мора да подлежат и на дополнителна обука, континуирана, би рекол, се додека се во наставата, зашто не и потоа. Што е проблемот? Овие обуки морат и до образование, до животно учење, мора да го спроведуваат компетентни личности. Развивањето, подобрувањето на квалитетот на мислењето. Наставниците неопходно е да го прават стручно со унапредување на нивните вештини како педагози. Ако децата не ве разбираат,
се менува мирисмата во ученицата. Ова ви го кажувам многу сериозно. Имам работено со деца од основно, со средно, со репрезентативците по математика на Македонија, кај најдобрите дишењето е поинако кога не ве разбираат. Кај малите деца тоа е застрашувачки. Критичкото размислување промовира креативност и вештини за решавање проблеми. Практикувањето на критичкото размислување им овозможува на учениците да осмислат нови и иновативни идеи за справување со различни предизвици. Оваа вештина ги подобрува академските перформанси и ги подготвува младите умови за идни професионални потвати. Што представува критичкото размислување? За критичкото размислување постојат низа дефиниции, можеме сами да ги откриеме тие дефиниции, токму и тоа е критичко размислување, сами да ги откриеме заклучоците, да ги донесуваме одлуките, но јас тоа би го направила преку еден личен пример. Моето критичко размислување започна пред неколку години, кога требаше да донесам многу важна, значајна одлука во мојот живот. Имено работев 20 години во бизнис сектор, во компанија, стабилна компанија, сигурна плата имав, значи одлични услови имав, но ми се појави една можност да станам професорка. Тогаш низа прашања почна да ми се вртат низ главата, што ќе биде ако прифатам, што ќе биде ако не прифатам, дали ова сега што го работам во моментот ми исполнува, ме прави среќна, пошто не секогаш финансиската стабилност го исполнува човекот, го прави среќен. И тогаш во принцип ги поставував тие прашања и критички размислував и дојдов до една конкретна одлука дека треба да сменам професија, бидејќи со тоа не само што ја менувам кариерата моја, туку ќе го менувам и целиот пат, ќе можам да влијам на растот и на развојот на младите генерации, ќе можам да оставам нешто зад мене. Така да јас и денеска, еве кога сум професорка, истава приказна им ја раскажувам на моите ученици и им кажувам дека секогаш пред некоја важна одлука седнете, размислете, соберете факти, анализирајте, гледајте ги од сите страни и аспекти информациите, анализирајте и тогаш донесете одлука. Но има една работа што би сакала да ја споменам, барем кај моите ученици, не прават секогаш разлика помеѓу критика и критичко размислување. Така да критиката им викам, замислете ја дека критичкото размислување е како детективска работа. Па вие сте детектив, значи вие кога сте детектив само истражувате, собирате факти, собирате информации, а не критикувате, не барате грешки, така да таа е една разлика. Уз пример, често пати во моето предавање користам примери за полесно да им дојде на учениците, да ја свата таа разлика помеѓу критика и критичко размислување. Зошто е важно развивањето на вештината на критичко размислување кај децата? Кои се придобивките од овие вештини? Придобивките се многу, големи се, јас ќе оздвојам само неколку од нив. Пред се учениците се учат да носат стабилни, добри одлуки. Значи, не прифаќаат све здраво за готово како што ќе им биде кажано, туку ние ги учиме нели да испитуваат, да истражуваат, да анализираат и на крај да донесат своја одлука. И не ние често им велиме на учениците, учи се да добиеш петка. И он може ќе се запраше и ќе рече, па можда овој предмет не ме интересира, можда јас кариерата не ја гледам токму со овој предмет. Значи почнуваат веќе да поставуваат прашања, така да една од најголемите придобивки дека ќе може да носат многу подобри одлуки. Понатака друга придобивка би било тоа што ќе може да решаваат сложени проблеми. Значи, кога им се даде задача, еве по математика или по било што, нема веднаш првото решение да го напишат, туку ќе истражуваат, ќе гледаат, значи да најдат некое по-добро решение за да може да дојдат нели до тоа што им треба. Друга придобивка би било што би се заштители од манипулации, бидејќи во ова време на ера на интернет, на медиуми, они секако многу се често на тие социјални мрежи и постојано примаат информации, така да тие информации ако критички размислуваат, ќе се запрашаат дали е вистинита, дали не е вистинита, значи ќе гледаат да го најдат изворот на таа информација, така да би се заштитили од манипулација. Друга придобивка што би ја кажала е тоа што ќе станат многу посигурни во себе, постабилни. Значи нема да зависат од одлуката некој друг што ќе им ја каже, туку они ќе си бидат сигурни, ќе знаат дека тоа што ја донеле таа одлука не е туку така донесена. Значи они се запрашале, истражиле. Значи се многу посигурни, самодовербата им се зголемува. И последно, но не помалку важно е, ќе се развие кај нив
креативност. По мене таа е една најголема придобивка, бидејќи ние треба да ги тераме учениците што е можно покреативни да бидат, иновативни да бидат. И јас честопати им велам дека критичкото размислување не е само за во училница. Значи тоа е начин како ти си го градиш сопствениот живот. Како би изгледал часот доколку немаме критичко размислување? Досаден. Сте еден збор многу досаден. Само да се надоврзам, би сакала да кажам еден мој личен пример. На почетокот на мојата кариера, кога почнував да предавам, предавањата беа класични. Јас зборував, тие само ме гледаа, климаа со глава, мислев дека све ме разбираат и толку беше часот. Меѓутоа, си реков, можеби проблемот не е во учениците. Можеби проблемот дека јас не им поставувам некое предизвикувачко прашање. Пошто предавам бизнис и предприемништво, им зададов една задача, еден проект и им викам, еве сега ќе ви дадам 100 евра, ајде вие отворете еден бизнис, кај што вие ќе остварувате профит, ама доставите и нешто за заедницата. Кога почнаа во училницата, пола од учениците, со 100 евра јас не можам лаптоп да купам, а не па да правам бизнис, па уште заедницата да оставам нешто. Но верувајте, јас се изненадив од одговорите и од проектите што ги изработија. Еве можам да споделам еден пример. На еден ученик родителот бил столар и му текна идеја да повозрасните родители, повозрасните занечи ја пренесуваат своето искуство и занает на помладите. Така и он учел кај татко му и вика јас ќе организирам работилници, па тие колку сакаат нека оставаат пари, на крај професорке ќе ви ги вратам тие 100 евра. Како еден наставник може дополнително да ги мотивира учениците да го развија, да го поттикнат критичкото размислување во рамките на наставата, во рамките на часовите? Им поставувам предизвик. Секогаш имам некој проект интересен за нив, каде што ќе можат они многу да истражуваат. Значи, предизвика и нив најмногу поминува, што би рекле ние во нашиот говор. Дебати и дискусии. Тука мислам дека им е најинтересен часот. Кога ќе ги поделам во групи и кога ќе сакаат да се докажат. Значи, собираат факти на зададена тема, собираат факти и информации, се сакаат да се надмудрат со другата група, али тоа е и всушност критичкото размислување, да ги натераме ние они да истражуваат, да испитуваат и едноставно да докажат со тие информации што ги собрале дека нивната одлука е по-соодветна или по-добра отколку од другата група. Значи такви дискусии и дебати секојдневно во часовите користам. Исто така користам и реални ситуации. Значи многу е интересно кога ќе им се зададе задача да они истражуваат на часот, а истото тоа да знаат дека има примена и во реалниот живот. Значи тука им е интересно, тука се многу помотивирани. И да бидам искрена, за да ги мотивирате учениците, мора да има некоја награда. Се ние наставниците не можеме нели да ги наградиме парично, меѓутоа наоѓам некој начин, па макар и да е едно чоколадо. Или можеби оценката некогаш е награда, но имаме многу работилници, многу обуки, еве имаме Erasmus проекти, значи секогаш им давам предност на тие ученици кои штете покажале или направиле некое покреативно или поинативно решение. Значи добро е да ги наградиме. Колку и дали нашето образование не учи како да го користиме критичкото размислување и како да се справуваме во животот со помош на критичкото размислување? Да бидам искрена, во минатото не се практикувало многу критичкото размислување, едноставно такво не било образованието. Ние наставниците сме биле центарот на наставата. Значи ние зборуваме, учениците не слушаат и само примаат информации. Значи они беа пасивни на некој начин. Може би имало и некој, да не ме сватат погрешно сега гледачите, и некои дебати и дискусии, но не било до таа мера развиено како денеска. Денеска мислам дека современото образование целта е да ги натераме, да ги мотивираме учениците на критичко размислување. Меѓутоа тука најголемата улога ја имаме ние наставниците. Значи мора пракса, мора ангажман од наша страна. Колку повеќе ние се ангажираме да направиме таква средина каде што учениците слободно ќе можат да прашуваат, толку ќе биде поинтересен и часот и подобри одлуки ќе се носат. Така да наша морална обврска на нас наставниците не е само да предадеме, не е само да им кажеме што да мислат, туку како да мислат. И затоа ќе одговорам на прашањето дека критичкото размислување се учи. И ќе кажам, образованието не е подготовка за живот. Образованието е самиот живот. Колку во таа насока критичкото размислување ни помага и нам, особено на младите, да се справат со дезинформациите, бидејќи живееме во едно време во кое што на вистина многу сме изложени на манипулации кои што многу лесно стигнуваат со помош на дигиталните алатки до сите нас.
Многу ми е драго што вие го поставивте ова прашање, бидејќи овдека ќе ми треба помош и од вас медиумите. Најодамна прочитав дека младите, околу 52% од младите под 30 години користат изворна информација само од социјалните мрежи. Значи, они буквално им веруваат све што ќе видат на TikTok, на Instagram, така да изворни информации користат од социјалните мрежи. Затоа јас би апелирала до вас, медиумите, некако заедно со нас наставниците да успееме да најдеме начин како да ги научиме подобро учениците да одвојуваат вистина од невистина. Значи од дезинформации, можда и вие сега во ова време да сакате некоја сензација, нели, да поставите или да кажете или не знамете да се подигне рейтингот на телевизијата, се да не ме сватите погрешно. Меѓутоа тоа се млади деца и тие секогаш не може да расудуваат правилно и да ги одвојат вистината од невистината. Затоа мислам дека заедно медиумите и ние наставниците можеме многу да влијаеме и да ги научиме како да ги истражуваат поимите што ќе ги прочитаат, да го видат изворот. Баш јас неодамна влегов во училница и им викам, знаете што прочитав, дека новиот iPhone 16 ќе се полни за 10 секунди. Кога пола клас изрипа, сега ние ќе одиме одма да го купиме, доста со тие полњачи, кај ќе го полниме. Меѓутоа, дел од учениците каде го прочитавте тоа наставнички? Одма го земаа телефонот. Па на што ќе се полни, каква батерија има? Значи дел веќе почна да истражуваат, а тоа токму и тоа ми беше мене целта. Ајде се сите, отворете ги телефоните, прашете го ChatGPT, прашете Google, видете дали е таа моја информација точна или не е точна. Значи баш тоа ми беше и целта, да ги мотивирам да истражат, да видат дали таа информација е вистина или не. Значи критичкото размислување многу ќе им помогне во тоа. Би сакала да ја споменеме и вештачката интелигенција, колку знаат мудро да ја искористат и колку во таа насока вештините за критичко размислување им помагаат да не бидат злоупотребени кога ги користат алатките кои што вештачката интелигенција ги нуди. Да бидам искрена, мислам дека учениците, јас сум единствената наставничка која што им викам, извадете ги телефоните. Праше го чат. Веќе ме научија, праше го чат. Значи, да бидам искрена, треба да ги користиме придобивките од вештачката интелигенција. Еве јас ги користам, значи сите ги користиме и треба да ги користиме. Меѓутоа, една работа е важно, дека човечкото размислување и капацитетот да анализира и да расудува и да одвојува што му е важно, што не му е важно, тоа не може да ја замени вештачката интелигенција. Така да јас би рекла дека вештачката интелигенција го подобрува критичкото размислување или тие две работи се надополнуваат. И за крај, кои техники вие ги практикувате на вашите часови? Практикувам многу техники, верувам дека и многу од наставниците ќе ги препознаат овие техники, бидејќи и они ги користат сигурно. Овдека би ги издвоила Сократов метод, тоа е техника на поставување на прашања, кој што е нели во чекор со критичкото размислување, дебати и дискусии, тоа секојдневие на нашиот час, свот анализа, тоа е исто добра техника, каде што нели јаки слаби страни, можности, закани пред да се донесе било каква одлука, ќе треба да се испитаат. Понатака и реални сценарија, значи case study што ги викаме, им даваме реални сценарии или му викам ти сега ќе бидеш идниот Стив Џобс или Тесла, па ајде сега смисли некој проект. Значи кога ќе се стават во улогата на некој предприемач или бизнисмен, многу стануваат креативни. И една техника што е доста интересна е замена на улогите. Значи ги ставаме во улога на другиот, да се почувствува како е да се биде во улога на другиот, што велиме да влезеш во чевлите на другиот, а на тој начин и предизвикуваме и емпатија, што за жал во денешно време и се помалку ја има меѓу учениците. И тука, ако ми дозволите да истакнам дека дел од овие техники ги научивме токму на една обука која што бевме во Анталија преку Еразмус проект, кој што го добивме ние како училиште. Проектот беше за ментално здравје, на подобрување на менталното здравје на учениците, преку стекнување на техники, компетенции, нови вештини на нас наставниците. Така да, еве сега, ако ми дозволите, со гордост би кажала дека туку што се вратив од Брисел, каде што примив награда за најдобар Еразмус проект во категорија на образование на наставници. Проектот беше за ментално здравје, што сум посебно горда. И тука морам да споделам со вашите гледачи дека за да се напише еден Еразмус проект, најмногу се користи критичкото размислување. Значи не е лесно да седнеш, ај сега ќе пишувам Еразмус проект. Значи добро треба да се истражи, да се соберат информации, да се види која ќе биде актуелна тема, што ќе биде интересно, да имаме доволен број на факти и да седнеме да пишуваме.
Сега, ако ми дозволите, ја би се заблагодарила и на моето училиште од каде што доаѓам, Васил Антевски Дрен, на директорот и на моите колеги, затоа што без нив и без нивната поддршка не би ја земале оваа награда, со која што се гордееме нели ние како училиште. Така да наша заложба е да направиме промени во образованието. Значи, промени во образованието, да потикнуваме раст и развој на нас, наставниците, но со тоа и на самите ученици, ама сега веќе на едно европско ниво. Способноста за критичко размислување ни помага да не бидеме жртва на дезинформации и може да се користи како алатка за борба против нив. Дезинформациите може да влијаат врз критичкото размислување, манипулирајќи ги нашите емоции. Затоа, треба да бидеме внимателни и да ги развиваме нашите дигитални вештини. Денес ќе се обидеме да помогнеме да разберете како се користат алгоритмите при решавање на одреден проблем во дигиталниот простор. Алгоритмите се процедури за решавање на одредени проблеми. Тие функционираат врз основа на прецизна листа на инструкции, спроведени чекор по чекор или рутински со помош на хардвер или софтвер. Кај социјалните медиуми алгоритмите се правила, сигнали и податоци кои управуваат со работата на платформата. Овие алгоритми одредуваат како содржината се филтрира, рангира, избира и препорачува на корисниците. На некој начин, алгоритмите влијаат на нашите избори и на она што го гледаме на социјалните мрежи. Целта на алгоритмот е да го задржи посетителот колку што може подолго време на платформата. Однесувањето на корисникот на некоја социјална мрежа ќе биде поврзано со неговиот алгоритам. Како поврзан концепт, медиумската писменост воопшто не е ништо ново. Со медиумите науката се занимава од многу одамна. И во златните години, во 60-тите, 70-тите имаме толку теории медиумски кои што се обидуваат да анализираат какво значење, каква улога имаат медиумите во нашите животи. Меѓутоа денес, кога имаме таква доминација во медиумскиот простор на дигиталните, новите медиуми, креирање на тотално еден виртуелен простор, ние имаме проблем кој што мораме да го адресираме. И медиумската писменост е една некаква симбиоза интердисциплинарна на различни науки, теории, која што се обидува, меѓу другото, да одговори на прашањето зошто. Односно, зошто вестите се такви какви што се, или зошто рекламите толку влијаат на начинот на кој што одлучуваме за работите кои што ги купуваме и така натаму. Зошто во филмот, да речеме, главните улоги и доминантната улога е машка, а не женска и така натаму. Да не карикирам, медиумската писменост ни помага да ги анализираме работите што ги гледаме во медиумите и да ги евалуираме, односно да направиме проценка дали тие медиумски содржини се доволно професионални, доволно квалитетни и така натаму. И тука медиумската писменост е во таа некоја врска со критичното размислување. Критичкото размислување за мене секогаш представува некој вид на тавтологија, затоа што сум сметал да се размислува значи да трезвено да се анализираат работите, вклучувајќи ги тука сите различни аспекти, аргументи и така натаму од некој проблем на кој што се обидуваме да му најдеме решение или за кој што се обидуваме да најдеме став. Меѓутоа денес гледаме дека се повеќе луѓето донесуваат одлуки кои што се базирани на емоции, на афект, на непромисленост, на
некое внатрешно чувство кое што тие сметаат дека е доволно за да го спротивстават на некои научни аргументи. И затоа ни е потребно да воведеме таа тавтолошка одредба критичко размислување, кое што всушност се обидува да ни одговори на прашањето зошто, а не само на прашањето како, а прашањето зошто е многу важно и се повеќе го забораваме. Го заборава и образовниот систем, затоа што образовниот систем се повеќе се дефинира како систем кој што не учи да одговориме на прашањето како, односно да развиваме различни вештини и да бидеме конкурентни на пазарот на трудот. Пазарот на трудот се менува постојано, а ние цело време треба да ги бркаме новите трендови, односно да развиваме различни вештини, а при тоа не застануваме за да размислиме зошто се случуваат тие работи, зошто некои односи во општеството се такви какви што се. До неодамна бев дел од еден многу важен проект за воведување на медиумската писменост во образованието и заедно со Бирото за развој на образованието, заедно со Министерството за образование и наука, направивме концепт и почнавме да ги вклучуваме овие теми во различни предмети, во основното образование, во средното образование, на факултетите и така натаму. И се надева да работиме со наставниците, што е многу важно, затоа што најпрви ние како едукатори, како наставници, професори, мораме да ги развиваме овие концепти, а потоа да им помогнеме на младите да го развиваат својот културен капитал, како што кажав на почетокот, културен капитал кој што ќе им помогне во животот да прават подобри одлуки кои што ќе бидат засновани на аргументи, на знаења, на многу прочитани материјали и на многу вкрстени, судрени различни концепти. Критичкото размислување е поврзано со медиумската и информацијската писменост. Способноста за пристап, разбирање, креирање и критично оценување на медиумите и изворите на информации. И двете играат клучна улога во поттикнувањето активно ангажирање во демократските општества. Критичкото размислување се развива од рана возраст и се стекнува на индивидуална основа кај секој човек. Критичкото размислување пред се денес е најпотребно и најбарано, дури и истражувањата кои што се вршени на Светскиот економски форум за работа до 2025 година, од сите кандидати се бара токму тоа, критички да размислуваат. Поради тоа и днината, не само денешницата, туку и днината на младиот човек, основата е во критичкото размислување. Токму поради тоа е многу важно да размислуваат критички, односно да размислуваат со своја глава, да носат самостојни одлуки и да бидат автономни во нивното станување на човек. За да утврдиме дали имаме критичко размислување, личноста мора да се стекне со вештини за наблюдување, анализа, толкување, рефлективно размислување, проценување, заклучок, објаснување и решенија на проблеми и донесување најправилни одлуки. Некако ние како родители, јас сега ќе се ставам во улога на родител на дете од 9 години, како пред време да ги пораснавме децата, како да заборавивме дека треба да комуницираме со нив, како да заборавивме што е она што е добро и оние ритуали кои што постоја во минатото, дека се седнува на маса за ручак или се руча без телефон и се комуницира за одредени навики меѓу кои што си потрошувачките навики, денеска како да го губат своето влијание и мислам дека родителите се оние кои што треба
и не само родителите, туку и училиштето, да бидат оние кои што ќе направат една критична мисла кај децата, да ги оспособат за она што треба да не само што треба да се гледа, туку како да се направи селекција на она што се гледа. Практично кои се оние позитивни пораки кои што можеме да ги восприемеме од социјалните медиуми, а што е на кое што треба да кажеме не. Така да критичкото мислење е она кое што е клучно за една личност да биде, би рекла, здрава во секој можен аспект, треба да знае дека она што го гледаме секогаш на медиумите не значи дека тоа е реалниот свет. Ние можеме да гледаме на социјалните медиуми, како што споменав, нели, идилични семејства, идилични лица кои што и така добро научиле да ја стават јавната маска кога ќе излезат од дома. И веројатно она што е клучно, јас тука пак би кажала дека образованието е она кое што е најважно во текот на нели тие образовни, би рекла и класни часови кај учениците кои што се во основно и во средно образование се многу важни за децата да учат критички да размислуваат, меѓутоа и да направат селекција, што е она што е токсично, што е она кое што може да влијае позитивно врз нивниот раст и развој. Поставувањето прашања представува важна техника со која наставата и учењето стануваат интерактивен процес. Добро дефинираните прашања овозможуваат увид во тоа што учениците го разбрале или не го разбрале и се можност за наставниците да го сменат својот пристап за да одговара на потребите на децата. Поставувањето прашање е клучно во насока на поттикнување на критичко размислување кај децата. Нашата улога како родители, како едукатори, во подигањето на младата личност е многу важна и значајна основа, темел за нивното критичко размислување. Како би можеле ние тоа да го направиме? Првенствено со поставување прашања, но и оставање дозвола на детето да поставува самостојно прашања. Оноа врамување во текот на нивното образование или кога родителот нема време да му се посвети, знаеме да го замолчуваме нашето дете. Сето тоа има реперкусии за нивното креативно, односно критичко размислување и креативност воопшто. Затоа е многу важно да го оставиме детето кога прашува, да му дозволиме слободно да прашува. Прашања кога ние му поставуваме на детето, исто така треба да ги поттикнеме да бидат отворени прашања, да ги поттикнеме да размислуваат и критички, што е најважно, да размислуваат и донесуваат своји одлуки и своји ставови за било која информација. Особено денес во време на дигитализација е многу важно детето да нема да сваќа всушност се здраво за готово, туку да проверува низ одредени прашања, да дојде до одговор, значи да проверува информации, да проверува од каде доаѓа таа информација, да истражува на тоа поле како би донело сопствен заклучок дали нешто што чита или што гледа е вистина или е некоја лажна информација или лажна вест. Во современото живење, способноста за критичко размислување и кодирањето се едни од најзначајните вештини на 21. век. Децата активно учат врз основа на љубопитност и интерес, но потребно е да се поттикнуваат да поставуваат прашања, да најдат постапки за решавање на проблемите кои се базирани на докази и проверени извори на информации. Поттикнувачки и ние да истражуваме заедно со детето. На тој начин ќе добие практично водство како тоа да го врши истражувањето за одредена тематика. Истовремено кога поставуваме прашања ние како родители и едукатори е многу важно да тие да не бидат затворени прашања, по смисол дали, нели. На тој начин ние го ограничуваме неговиот одговор. Имаме само две солуции, или да или не. Но кога ќе поставиме едно реторичко, и тоа да го избегнуваме прашање, кога ќе поставиме едно отворено прашање, тогаш веќе поттикнуваме детето да размислува. Во смисол, од каде дојде до тој заклучок, како дојде до тој заклучок, од каде е изворот, кога ја прочита таа информација и ред прашања кои што следуваат. Зошто зошто ни е тоа важно да го знам. Истовремено на тој начин кај детето развиваме еден начин на размислување кој што е отворен начин на размислување. Истовремено детето ќе ги свати и своите можеби стереотипи и предрасуди кои што се наметнати или од системот
семејството, или од системот образованието, или од системот неговата социјална средина, неговото обкружување. На тој начин, значи, детето ќе свати дали е ограничено во своите верувања и размислувања, токму поставувајќи ги овие прашања и истражувајќи во таа област. Еден ефикасен начин да се негува критичкото размислување кај децата е преку споделување квалитетни книги со нив и учество во дискусии кои ја олеснуваат размената на идеи и мислења. Ако досега се сметаше дека ако знаеш само да читаш и да пишуваш, си писмен, сега веќе ако знаеш како да ги восприемаш и пласираш информациите, тогаш можеме да кажеме дека си писмен. Затоа критичкото размислување на вистина има огромно влијание во развивање на медиумската писменост, токму поради ова, поради лажните вести, лажните информации. Значи, ако сите знаеме дека ние имаме филтри кои што си ги носиме и се во нас, тоа се филтрите на генерализација, филтрите на извртување и филтрите на бришање на информацијата, кои што се во нас, во нашиот невролошки систем, сето тоа го имплементираме и надвор од нас. Затоа е многу важно да се провери информацијата дали е лажна, дали е извртена некоја вест и дали настанало некакво бришање поради некаков си бенефит туѓ. Способност за критичко размислување е клучна за деловен успех сега и во иднина, поради што представува една од клучните вештини кои работодавците ги вреднуваат. Способност за критичко размислување, способност за ефикасна комуникација и решавање на комплексни проблеми представуваат клучни компетенции кои работодавците ги бараат при селекција на кандидати. Дали знаеме и дали може да направиме разлика помеѓу факти и мислења? Денес за ова ќе се обидеме да пренесеме малку едукација во артикулација. Способноста да се направи разлика помеѓу факт и мислење е многу важна секогаш, а особено денес во време на дигитална револуција. Мислењето е ничие лично убедување. Се однесува на тоа како некој се чувствува во врска со нешто. Другите луѓе можат да се согласуваат или да не се согласуваат со одредено мислење, но не можат да докажат дека е точно или не. Фактот, за разлика од мислењето, се однесува на нешто што е вистинито и чија вистинитост може да се докаже. Односно, факт е нешто што може да се потврди дека е вистинито со докази. Вештината, способноста за критичко размислување е една од клучните вештини во времето во кое живееме. Веруваме дека поуките кои ги донесовме ќе ви бидат од корист. Довидување!